вечер, Куманово. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија, за победичката коалиција. Драги пријатели, останаа уште 2 дена до завршувањето на оваа кампања, во која се завршува и во недела ќе биде гласањето на кое убедливо ќе победи ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Победуваме! Победуваме! Издржавме 2,5 години. Цел народ 2,5 години го малтретира. 2,5 години го лажеа со измислени фантомски гласови. 2,5 години манипулации, игри со разни разузнавачки и криминални структури, за да на крајот видиме што била идејата, што бил планот, што бил договорот. Но овој народ нема да го дозволи тоа. Овој народ ќе излезе и во недела на 11 громогласно ќе даде поддршка на ВМРО ДПМН и на коалицијата за подобра Македонија. На 11 ќе победи Македонија, на 11 ќе победат граѓаните, оние кои што 2,5 години се лажени од страна на Заев и на СДСМ, и за фантомски гласачи, и за сите други манипулации. На 11 ќе заврши оваа игра која што некој ја подготвил и му е дал на Заев да ја изигра. На 11 народот ќе прати порака до сите, и до Заев, и до неговите сценаристи, дека овој народ е газда на оваа држава и одлучува кој ќе победи, кој ќе биде премиер и во кој правец ќе се движи Македонија. Драги пријатели, многу е значено не само да се победи, туку и да се успее понатаму да не се продолжи кризата. За да немаме продолжување на кризата, потребни се 63 мандати за ВМРО ДПМН во парламентот. 63 мандати ќе осигураат дека кризата нема да продолжи и дека земјата ќе продолжи да оди напред. Напред во правец на членство во НАТО и членство во Европската Унија. Тоа е нашата стратешка ориентација и тоа никој не може да го смени. Нема поединци што може да го смена тоа. Напред во правец на тамошно зајакнување на економијата, на правење на економски мокна држава, на отворање на нови работни места во Македонија. Во следните 4 години очекуваме отворање на нови 70.000 работни места во Македонија. Како што тоа го направивме досега со отворање на нови 160.000 работни места во минатите години, од кои само во последните 2,5 отворени са нови 39.000 работни места. Така во наредните 4 години ќе се отворат нови 70.000 работни места за македонците и за сите граѓани на Македонија, бидејќи ние не ги делиме луѓето по националност или по вера. Сите се наши граѓани, на сите се обидуваме да им помогнеме. Не ги делиме дали се македонци или албанци или турци или роми или власи, бошњаци, срби. Ова е политичка гарнитура која ги обединува сите, се бори за сите, се грижи за сите и се грижи за заедничките државни и национални интереси. Наспроти нас, наспроти оваа наша опција, имаме опција која се бори да дојде на власт со други странски помагачи, која се без волјата на народот, која се бори да го изманипулира народот со лажни ветувања кои ги слушаме секојдневно. Но овој народ е мудар и тој знае да препознае што е вистина, што е лага. Овој народ знае кого да казни и кого да награди. И овој народ на 11 декември, како никогаш досега, ќе ги казни СДСМ и Зоран Заев.
нема да можат да ги реализираат нивните планови за кантонизации, за федерализации, за рушење на рамките на рамковниот договор, промени на устави и така натаму. Откако го подценија собствениот народ и мислеа дека ако си го кажат планот, ќе може да привлечат гласачи од друга етничка заедница, во исто време нема да може народот да ги разбере, откако видоа дека народот е многу по-паметен, многу по-мудар отколку што го преходно проценувале. Почнаа да зборуваа дека тоа што го ветувале, всушност не го ветувале. Тоа што го збореле, не го збореле. Но, драги пријатели, доста им е. Народот свати со кого си има работа. Свати што планирале, што договарале. Народот е мудар и ги разбра нивните планови. И ќе гласа за опција која се бори за сувереност на Македонија, унитарност на Македонија, цврстина на Македонија, одење во НАТО и ЕУ и Македонија која економски ќе зајакнува. Економија која што ќе прави економија која што ќе биде од ден на ден се посилна. Држава која што ќе се грижи за земјоделците со нови 600 милиони евра за македонските земјоделци, по 150 милиони евра секоја година. Држава која што ќе продолжи да ги зголемува пензиите на пензионерите. Влада која што ќе продолжи да ја зголемува социјалната помош. Се планира 50% зголемување на социјалната помош во наредните 4 години. Платите во јавниот сектор ќе раста за над 10%. Пензиите ќе раста за над 10%. Сите економски параметри се очекува да се зајакнуваат и земјата да оди напред. Тоа е опцијата што е потребна на Македонија. Драги пријатели, треба да знаете дека овие мали коалиции што се направени, не се направени случајно и не се волја на самите нив. Тие се составени од истиот сценарист кој што стои зад Зоран Заев. Целта е да се ослабне ВМРО ДПМН и да му се помогне на СДСМ. Тоа не треба да го дозволиме. Секој што сака или размислува да гласа за некоја од помалите коалиции, треба да знае дека му помага на Заев и на СДСМ да ги реализираат нивните сценарија. Не смее да се дозволи овој криминоген тип да дојде на чело на државата, затоа што неговите навики за рекет, за мито, за уцени, за се она што го прави на Струмичани, ќе ги донесе во Скопје, во Република Македонија, во Куманово, насекаде. Затоа, јас сум сигурен и цврсто убеден дека на 11 декември, како никогаш досега, ќе се излезе референдумски, масовно, за поддршка на ВМРО ДПМН и против политиките на раздебитување на Македонија, против политичарите кои го лажат собствениот народ и кои што сакат со лажни ветувања да дојдат на власт. Тоа е препознатливо и затоа ќе го претрпат 10-тиот изборен пораз поред. Да сте живи и здрави, да живее Куманово, да живее ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, да живее Република Македонија.